најголем дел од македонските семејства живеат со родителите или во непосредна блиска некоја ете ќе кажам семејна заедница, имате двајца пензионери. Вие имате 14.000 денари повеќе на месечно ниво. Тоа е уште една пензија плюс. Ако минималната претходно беше 14.000 денари, вие имате плюс уште една минимална пензија која што влегува во семејството. Ако вие немате покачена цена на електрична енергија, нивото е исто како пред 2,5-3 години, а имате притисок тоа да го направите. Ако цената на храната успевате да ја одржите некаде со неколку минимални проценти покачена, дури и на светско ниво кога имате притисок, тога значи дека влезните контрибутори што ја прават сиромаштијата ги држите под контрола, а ги кривате покачувањата на примањата кои што ги имаат граѓаните. Истото се случува сега и со државната управа со покачувањето на платите. И ако видите вие по Државниот завод за статистика дека вас ви е покачено производството, дека извозот ви е покачен, дека земјоделството успева да го зголеми извозот, да го зголеми производството, укажува на тоа дека вие заздравувате економијата. Или да споредам, 28 квартали просек 1,5-2% на раст и покрај тоа што тука треба да го дадеме оној пост-ковид каде што светот секаде расте по 15-16% нели бруто домашниот производ, и сега имате вие 6 квартали 3,5% раст. Тоа нешто укажува. Овие проценти нека не значат ништо, но нека ни дозволат граѓаните да им покажеме за еден мандат колку реално ќе го зголемиме квалитетот на живот.